Христос воскресе, на вистина воскресе. Продолжува чествувањето на големиот христијански празник, кога Исус Христос ја докажа божествината моќ и воскреснал од мртвите. Редовно издание на дневникот на регионалната К1 следуваат настаните кои го одбележа овој ден. Продолжува славењето на Христовото воскресение. Денеска е вторден Великден, кај народот познат како Светол понеделник. Без ниту едно нарушување на јавниот ред и мир во Велес изминува ова великденско празнување. Македонците се во чекор со модните трендови. Продолжува славењето на Христовото воскресение. Денеска е вторден Великден, кај народот познат како Светол понеделник. Според обичаите, верниците и денешниот ден го исполнуваат со веселба и радост, бидејќи се слави победата на животот над смртта. Вторден Великден се слави денеска. Во храмовите изутринава се служаа воскресенски литургии. Денешниот ден кај верниците е познати како Светол понеделник. Она што е важно според обичаите е дека и овој ден треба да биде исполнет со веселба и радост, бидејќи се слави Христовото воскресение. Чинот кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. За оние кои веруваат, воскресението Христово е гаранција дека и тие ќе воскреснат, преобразени и прославени за вечниот живот, рече митрополитот Повардарски во своето великденско послание. Тажна и неизвестна е иднината на човекот ако не ги усвои спасоносните евангелски начела и ако својата душа не ја осени со сејот на воскреснатата светлина. Преку воскресението Христово и христијанската вера која произлегува од него, ги освојуваме неограничените божествени пространства на љубовта и добродетелта. Преку Христа ја добиваме надежта и утеката во надминувањето и лекувањето на сите рани предизвикани од суровоста на животот. Празнувањата завршуваат утре, на третиот ден Великден, но христијаните се до Спасов ден ке се поздравуваат со радосниот поздрав Христос воскресе и отпоздравуваат со навистина воскресе. Без ниту едно нарушување на јавниот ред и мир во Велес изминува ова великденско празнување. Во изминатите 48 часа без интервенција се и велишките пожарникари с големена работа имале само вработените во итната медицинска служба. Дијана Иванова ги има деталите за тоа како изминуваат овие празнични денови. Мирен проложен празничен викенд. Ваква е оценката од секторот за внатрешни работи Велес за изминатите денови. Не е евидентирано ниту едно нарушување на мирот и безбедноста во градот. Засега возачите ги почитуваат сообраќајните знаци, но и апелите за поголема внимателност при управување на автомобилите, па полицијата не регистрирала ниту една сообраќајна несреќа. И пожарникарите од Велешката територијална противпожарна единица немали интервенција во изминатите 48 часа. Зголемена работа имале само вработените во итната медицинска служба. По 100 прегледи на ден имале во изминатите 2 дена, а зголемен бил и бројот на домашни интервенции. Од Центарот за справување со кризи велат дека изминатите празнични денови поминале со редовно снабдување на граѓаните со вода од градскиот водовод и електрична енергија. Компаниите кои се заинтересирани за добивање на финансиски средства од Фондот за иновации имаат уште 2 недели за доставување на своите апликации. Во теке четвртиот повик каде стартап и спин-оф компаниите имаат можности за добивање на грантови и условни заеми за комерцијализација на иновациите. Валентина Михајловска повеќе. Во теке четвртиот повик на Фондот за иновации за стартап и спин-оф компании и кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Истиот трае до 3 мај. По основ на двата инструмента се финансираат микро, мали и средни предпријатија. Предпријатијата треба да имаат најмногу до 250 вработени, да се во доминантна македонска собственост, да се регистрирани по Законот за трговски друштва и да немаат годишен обрт поголем од 1 милион евра. Во првиот инструмент тоа се предпријатија кај кои што не треба да има поминато повеќе од 6 години од моментот на основање до моментот на аплицирање.
Тука идејата да се поддржат новоосновани предпријатија кои што сакаат да воведат нови производи, да го прошират својот бизнис, почнуваат нов бизнис, додека во повториот инструмент нема такви ограничувања. Значи, тука може да аплицираат и позрели компании. Условите за учество на фондот се различни кај стартап, кај првиот инструмент, кофинансирани грантови за новоосновани стартап и спин-оф предпријатија. Тие се максимум 85% од вкупниот износ на финансирањето и максимален износ до 30.000 евра, а останатиот дел од 15% ќе треба да биде покриен од самата компанија, односно оној кој што аплицира, информираат од Фондот за иновации. Компаниите со овој повик се разбира може да добијат грантови. Ние ги помагаме компаниите кои сакаат да развијат производ кој што понатаму ќе го комерцијализираат и ќе го представат на пазарот. Тој треба да има иновативен момент, значи иновативни проекти финансираме. Обезбедени се 450.000 евра за инструментот кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва од страна на фондот, додека за инструментот за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации пак 1 милион евра. До сега од 2015 година фондот во земјава поддржал вкупно 37 компании. Со средства од ИПАРД фондовите во изминатиот период успешно се поттикнува развојот на македонското земјоделство. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството апелираат земјоделците да ја искористат можноста и да ги подготват апликациите за добивање на финансиска поддршка од ИПАРД програмата. Во процесот на изработка на апликациите, бесплатна помош добиваат од вработените во агенцијата. По позитивното мислење на Антикорупцијската комисија за реализација на финансиската поддршка, наскоро се очекува земјоделците да ги добијат задоцнетите субвенции. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието вела дека исплатата на субвенции се реализира според однапред предвидена програма. Но луѓето кои што работат на развој и поддршка на земјоделството сметаат дека земјоделците за да работат порентабилно треба да се потрудат да ги искористат што повеќе средствата и од другите фондови како што се ИПАРДот. При самите контакти со земјоделците сме увидели дека доста има потреба за таа работа, затоа има и доста владини програми кои што ние ги презентираме и ги изработуваме во нивно име. Значи дали во областа на ИПАРД програмата во руралниот развој, дали им помагаме при директни плаќања. Значи пример во програмата за рурален развој на програма што е PSPS имаме набавка на приклучна и погонска механизација кај што сме доста успешни, значи имаме ние тука преку 300 добитни апликанти кои што имаат набавено и трактори и приклучна механизација, исто и во ИПАРД програмата имаме преку 100 добитни апликанти. Тоа не е мала работа, значи луѓето се задоволни и без тоа не може. На територијата на Велешко има околу 5000 земјоделци кои ги користат субвенциите. Од агенцијата вела дека сите оние кои имаат земјоделски површини кои ги исполнуваат капацитетите може да аплицираат. Единствено што треба е да дојдат во подрачната единица, потенцира Тасков. Во однос на капацитетите за ИПАРД програмата кои што треба да ги поседуваат. Значи за житни индустријски култури минимум 1 хектар. За лозови и овошни насади 5 декара минимум, градинарство 5 декара минимум. Доколку овие услови ги исполнуваат, они слободно може да аплицираат во ИПАРД програмата. И дека не ги плашат, тешко е ова она. Значи соодветни бизнис планови, комплетирање на документација, се е тоа наша работа. Ние тие работи ги правиме бесплатно, нивно е само да дојдат, да прашат, да се информираат за роковите, да им кажеме кои документи и да поднесеме апликација. Земјоделството и понатаму останува гранка во која расте бројот на вработени индивидуални земјоделци и земјоделски компании. Оваа пролет во тренд се светлите бои, вели модниот дизајнер Катерина Чукниева. Таа, раскажувајќи ја својата приказна во емисијата Успешни, потенцира дека жените многу повеќе ги следат модните трендови, иако се почесто и мажите им се приклучуваат во следењето во трендот на модата. Сања Левкова-Ангелова повеќе за ова. Македонките во чекор со модата. По градските улици се почесто може да се сретнат девојки кои интензивно ги следат светските модни трендови.
и ги применуваат во секојдневниот живот. Девојките сакаат да експериментираат со својот стил, пред се за да изгледаат уникатно и модерно, вели модниот дизајн Катерина Чукниева. Ме радува тоа што гледам прогрес кај македонките, ги следат модните трендови, гледам дека се трудат да бидат специфични, уникатни, со некој нивен собствен стил. И тоа е добро, што претходно го немаше толку многу кај нас во Македонија. Иако се уште важи непишаното правило дека жените многу повеќе ги следат модните трендови, денес се повеќе забележуваме дека и мажите им се приклучуваат и им е важно како изгледаат и каков впечаток оставаат, вели Чукниева. И тие пазат на парчињата облека што ќе ги облечат, комбинацијата, деталите што ќе ги стават. Генерално гледаме на многу добра слика. Светлите бои оваа пролет ќе бидат во тренд, вели Чукниева, но таа нагласува дека најдобро е чувството кога некој се осеќа удобно во тоа што го носи. Поранешниот шеф на шведската дипломатија Карл Билт на својот Твитер профил објави дека денеска доаѓа во посета на Скопје. Крајот на уставната криза во Скопје не е на повидок. Се чини дека разликите во ставовите се подлабоки. Ситуацијата е тешка, наведува Билт, кој е поранешен европски пратеник на Балканот. Тој не наведува детали за посетата на Скопје и за евентуални средби. Карл Билт сега е копреседавач со Европскиот совет за надворешни работи, невладина организација која се занимава со политички анализи. Вестите од Македонија во продолжение. 13-тото продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија продолжува утре. Пратениците по 5-дневна пауза ќе ја продолжат расправата за избор на комисијата за прашања на изборите и именувањата. Во досегашниот тек од расправата со реплики се јавуваат пратеници од ВМРО ДПМН, кои бараат СДСМ да се откажат платформата од Тирана и дека тоа според нив е клучот за излез од политичката криза или да се распишат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО ДПМН дискутираат за теми кои не се во допир со точката на дневниот ред. Тие побараат да се стави на гласање нивниот предлог, да се премине на нова точка – избор на председател на Собранието. Согласно договореното, во комисијата за прашања на изборите и именувањата треба да членуваат 6 представници од ВМРО ДПМН, 5 од СДСМ, а до ИБЕС да имаат по 1 член. Конститутивната седница започна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. Македонските бизнисмени понатаму се обидуваат да држат чекор за да го исполнат предвидениот економски раст. Политичката криза е се поголема закана. Од Сојузот на стопански комори со став за да се фати чекор со технолошко поразвиените држави, неопходно е минималниот процент на раст да изнесува помеѓу 7 и 9% и тоа на годишно ниво во континуитет во временски период од 5 до 10 години. За освојување на странските пазари, нешто што е приоритетно за секоја извозна компанија, неопходно е да се искористат компаративните предности, отворената економија и големите пазари. Она што е охрабрувачки за домашната економија се податоците од Државниот завод за статистика, кои говорат дека извозот во 2016 година се зголемил за 6,8% во однос на претходната. Во првите 2 месеци од оваа година, извозот бележи повторно раст и тоа од 10,6%. Најмалку 12 лица се повредени во напад извршен со киселина во еден ноќен клуб во Лондон, соопшти Скотланд Јард. Нападот бил извршен ноќеска по полнок кога во клубот во лондонската населба Хакни имало околу 600 гости. Сите повредени имаат изгореници по делови од телото, а десетмина од нив биле префрлени во болница. По интервенцијата на полицијата и на спасувачките екипи, сите присутни во клубот били извлечени од клубот. Првите наоди од истрагата покажуваат дека станува збор за силна киселина, на засега непозната корозовидна супстанца. Вестите од светот ги има колешката Дијана Иванова.
60% од гласачките ливчиња на референдумот за уставни измени во Турција да се пребројат. Ова го бара опозицијската Народна републиканска партија. Партијата претходно соопшти дека при спроведување на референдумот били извршени незаконски активности. Лидерот на турската партија на националистичкото действување Давлет Бахчари во изјава вели дека резултатите од референдумот за уставните измени треба да се почитуваат. Според првичните неофицијални резултати од референдумот при пребројани 99% од гласовите, за поддршка на уставните измени гласале 51,3% од турските избирачи. Одзивот на референдумот изнесувал 86%, но трите најголеми градови во Турција, Истанбул, Анкара и Измир, гласале со не на референдумот. Имајќи го во предвид тесниот резултат од референдумот за уставни реформи во Турција, државата би требало да обезбеди најширок можен национален консензус, соопшти синоќа Европската комисија. Врз основа на преброени 99% од гласовите, 51,3% од гласачите биле за измени на уставот, додека 48,3% се изјасниле против. Имајќи го во предвид тесниот резултат и далекосежните последици од усвоените амандмани, ги повикуваме турските власти да се обидат да обезбедат најширок можен консензус за нивна промена, стои во соопштението на Европската комисија. Станува збор за заедничко соопштение на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан. Време било за тешки разговори во Русија, ова во телевизиска изјава го изјави советникот за национална безбедност на Соединетите американски држави Херберт Рајмонд Макмастер. Причините според него биле суверзивното однесување во Европа, но и поддршката на сирискиот режим. Говорејќи на телевизијата ABC News, Макмастер потенцирал дека руската поддршка на сирискиот претседател Башар Ал-Асад ја продолжила граѓанската војна во Сирија и создала криза која преминала во Ирак, околните земји и Европа. Денеска имаме промеливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Ке има и ретка појава на грмежи претежно на југозапад на земјата. Минималните температури ќе се движат од 4 до 11, а максималните од 10 до 17 степени. Пред да се одјавиме, би сакала да го најавам и прилогот кој што доаѓа од Хрватска, а станува збор за уникатна идеја на локални уметници. Како градчето Копривница го промовираа во град во кој се изработуваат уметнички дела во облик на великденско јајце. Хрватското градче Копривница се промовира како град во кој уметниците изработуваат дела во облик на великденски јајца со големина од околу 2 метри. Стјепан Понгрец, локален уметник, вели дека оваа манифестација започнала пред 10 години. За да се создаде една великденска декорација, на уметниците потребни им биле 4 до 5 дена. Најголем дел од создадените уникатни дела, или 80 великденски јајца, се испратени низ најголемите европски градови. Вакво јајце за подарок има добиено и папата Бенедик 16. Тој истото го изложил во Ватикан. Овие великденски празници, жителите на Копривница, но и нивните гости, може да се потсетат на дел од создадените дела, бидејќи организаторот организира јавна изложба. Ова беше се што подготви информативната редакција на К1 телевизија. Останете во добро расположение.